гледник на канал Пус телевизија, добро вечер. Со прегледот на содржините кои останаа забележани за оваа сабота 26 март, започнуваме веднаш по кратката најава за дел од главните настани на денот. Владата, предводена од ВМРО ДПМН и председателот Никола Груевски, беше фокусирана на реализација на капитални инфраструктурни проекти со цел да се создаде квалитетна транспортна мрежа и поквалитетен живот за граѓаните на Република Македонија. За католичките христијани денес е Велика сабота, ден пред Великден. Во храмот Свето Благовештение во Штип вечерва ќе се служи великденска литургија за католиците од источниот регион. Јавното предпријатие Исарот Штип продолжува со разубавување на градот. Денеска започна со уредување на нова парковска површина на улицата Славчо Стојменски позади така наречените црвени кули. Во овој период на бегалска криза и во рамки на сите овие активности, присуството на МВР е зголемено во Кумановскиот и во Скопскиот регион, се со цел да се обезбеди поголема безбедност и стабилност на граѓаните на Република Македонија. Ова го истакна техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски во одговорот пред јавноста за активирањето на полициски специјалци засилени со борбени возила и хеликоптери поради вчерашните неофицијални информации за влез на терористичка група од Косово во Македонија. Немаше акција на полицијата, туку превентивна активност за зголемување на безбедноста. Вака техничкиот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски ја објасни непроверената информација која предизвика вознемирување на јавноста. Истата непроверена информација за влез на терористичка група од Косово во Македонија причини според Спасовски најсоодветно да се кренат полициски специјалци засилени со борбени возила и хеликоптери, но според него, во Кумановско-Липковскиот и дел од Скопскиот регион, вчера не се спроведувала никаква полициска акција. Имаме зголемено присуство на терен, превентивно зголемено присуство, бидејќи навистина во овој период имаме сериозни предизвици, кои што се и ризици за безбедноста и во Македонија и во регионот, имаме бегалска криза. И во рамките на сите овие активности, Министерство за внатрешни работи е со зголемено присуство овде, во Кумановскиот, во Скопскиот регион, се со цел да се обезбеди поголема сигурност и стабилност на граѓаните на Република Македонија. Не би сакал навистина да се создаваат фама или страв кај населението, заради тоа што навистина нема потреба од една таква работа. Вчера некои од медиумите, повикувајќи се на неофицијални полициски извори, пренесуваа дека биле спроведувани контроли во реонот на силата Слупчане, Матејчи и Арачиново, каде имало засилени полициски контроли, проверка на неколку локации и претрес на теренот. Од ангажираните стотици специјалци на терен, кревање во воздух на хеликоптерска единица и активирањето на десетици оклопни возила, исходот е паника во јавноста без приведени лица. Владата, предводена од ВМРО ДПМН и председателот Никола Груевски, во изминатиот период беше фокусирана на реализација на капитални инфраструктурни проекти, се со цел да создадеме квалитетна транспортна мрежа и поквалитетен живот за граѓаните на Република Македонија. Ова на денешната пресконференција го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Од 2006 година, кога ја добивме довербата од граѓаните, започнавме активно да работиме на сите проекти кои ги имавме ветено или ги ветувавме во текот на изминатите години. Со гордост можам да истакнам дека како никогаш досега во Република Македонија се инвестира во сите области на живење. Ова на денешната пресконференција го истакна министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Во делот на патната инфраструктура активно работиме на околу 400 км патна мрежа. Како никогаш досега истовремено работиме на изграда на 3 нови автопати, а воедно реконструираме и уште 2 автопатски делници во вкупна должина од 165 км, или инвестиција околу 800 милиони евра. Со засилено темпо работевме и на изградба на автопатот Емир Капија Смоквица во должина од 28 км, инвестиција од 210 милиони евра. Очекуваме овој автопат да го завршиме до крајот на следната година. Вториот автопат од Кичево до Охрид представува една од најголемите инвестиции во Република Македонија
Изградбата чини 374 милиони евра, а до крајот на оваа година се завршени 14% од севкупните градежни активности. Интензивно продолживме и со изградба на автопатот од Скопје до Штип во должина од 47 км и инвестиција од 206 милиони евра. 2015 година ја завршуваме со вкупно завршени 34% од градежните работи. Во делот на регионалните патишта досега се реконструирани 55 магистрални и регионални патишта со вкупна должина од над 510 км со инвестиција од 93 милиони евра. Во тек на реконструкција се 13 регионални патишта со вкупна должина од 165 км и инвестиција од преку 48 милиони евра, меѓу кои и изградба на еден експресен пат од Велес до Кадрипаково. Во наредниот период започнуваме со реконструкција на 11 регионални правци со вкупна должина од 200 км и инвестиција од преку 370 милиони евра, меѓу кои се и изградба на 5 експресни патишта, и тоа Штип-Радовиш, Штип-Кочани, Ранковце, Крива Паланка, Градско Прилеп и од Охрид до Пештани. Покрај инвестициите во патната инфраструктура вложуваме и во изградба на железница кон Бугарија и уште една пруга кон Грција, инвестиции над половина милиарда евра, додава Мисајловски. Продолживме со изградбата на пругата кон Бугарија. Активно се работи на делницата од Куманово до Белјаковце, а се проектира и втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка. Работиме и на издоцувување на проект за новата пруга од Кичево до Албанија. Изминатата година започнавме и со изградба на пругата од Битова до Грција, а воедно продолживме со рехабилитација на пругата на Коридорот 10. Во соработка со Европската Унија завршивме реконструкцијата на железничката станица во Скопје. Активно работиме на целосна реконструкција на уште 5 железнички станици на Коридорот 10. Овие 5 и уште други 5 станици ќе продолжиме да ги реконструираме и следната година. Вкупна инвестиција од 5 милиони евра. Во овој поглед приоритетен проект е обновата на возниот парк. Набавени се 6 нови патнички возови и 150 нови товарни вагони, инвестиција од 40 милиони евра, бесплатен превоз со воз за пензионери млади до 27 години, студенти и ученици. Досега оваа мерка е искористена од преку 185.000 патници, со што нивните семејства заштедиле преку 770.000 евра, истакна Мисајловски. На пресконференцијата тој ги спомена и проектите за авиосообраќајот, инвестициите за развојот на туризмот, изградбата на водоводни и канализациони мрежи и стамбената политика за згрижување на ранливите категории граѓани. За католичките христијани денес е Велика сабота, ден пред Великден. Во храмот Свето Благовештение во Штип, трета година поред, за верниците католици од источниот регион е организирано воскресно бдение и света великденска литургија. За нив понеделник 28 март, вториот ден од Великден е неработен. Верниците од католичка вероисповест го празнуваат големиот христијански празник Великден. Храмот Свето Благовештение во Штип, единствениот католички храм во источниот регион, денес е отворен цел ден, а верниците символично се поклонуваат пред телото Исусово на олтарот во сите католички храмови. Тој е најзначајниот ден за нас христијаните, кој Исус Христос преку своето страдање и распнување и воскресение ни дарува спасение. Започнува со воскресното бдение, а и потоа со воскресна света литургија. Воскресението е основа на христијанската религија. Овој празник е врв над сите празници, но и темел на секоја човечка надеж. Великден е победа над смртта и дарување живот. Тоа е ден кога љубовта ја покажува својата триумфална победа над злото и повеќе нема простор за мракот. Светлината на воскреснатиот за секогаш ја уништува темнината во човечката историја. Великден е ден кој ја носи верата на црквата, смислата и постоењето и надежта на човекот. Празникот на Воскресението Христово на верниците католици им го честите и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Великден е празник кој е длабоко вкоренет и почитуван меѓу христијаните. По Христовото раѓање, тоа е најважниот христијански празник. Тој не потсетува на бесконечната Божја милост за човекот и пораката пратена од Христос, со која ни го пренесува неговото учење за пожртвуваност, праведност,
честност и добрина, кои треба да бидат водилка во нашето действување на земјата. Во време на наплив од минливи вредности и краткотрajни задоволства, да не заборавиме да го следиме патот на светлината и добрината и да не се штедиме да се даруваме себе си на другите. Негувајќи љубов кон нашите сограѓани и работејќи на просперитетот на нашата татковина. Католичката црква, која од 2013 година ги шири Христовите зборови и учење меѓу штипјани со католичка вероисповед, е уште еден доказ за мултиконфесионалната разноликост и верска рамноправност која се практикува во Штип, но и доказ за успешен соживот на луѓе со културни и верски разлики кои од нас прават поуспешна заедница. Славејќи го овој голем ден на вас и на сите верници од католичка христијанска вероисповед, ви посакувам мигови на разбирање, милосрдие и берикет во секој дом. Медицински тим еднаш во неделата врши посета на лицата во руралните средини на општина Штип и Карбинци, на кои им пружа примарна здравствена заштита. Од март до сега има 7 пунктови во одредени села, а за останатите ваквата здравствена помош се обезбедува преку патронажна служба. Руралните средини на подрачјето на општина Штип и Карбинци веќе подолго време еднаш во неделата ги посетува медицински тим од доктор и сестра и им пружа примарна здравствена заштита. На 7 пунктови се распределени во селата Драгоево, Селце, Тричешми, Карбинци, Крупиште, Таринци и Аргулица, а во останатите села посетите ги вршат патронажни тимови. Значи со себе имаат ЕКГ апарат, имаат услови за мерење на шеќер во крвта, холестерол во крвта, за земање на крв на пациентите. Према насоките на Министерството за здравство се очекува во најскора иднина да овој проект биде проширен со уште еден тим, со уште 1 до 2 тима, со што би биле подостапни за пациентите, односно времетраењето на посетите на лекарите во одредените места ќе биде подолго, односно во текот на целиот ден, односно во текот на целото работа. На почетокот населението од овие средини не беше запознаено, но со зачистените посети и информирањето од страна на тимот на рурален доктор, жителите се задоволни од овој начин на функционирање и вршење на прегледи. Во исто време се подигнува здравствената свест на жителите од овие средини за почести контроли и навремено земање на соодветната терапија. Ако има можност некој да ги донесе во градот, пред се зборувам за постарите луѓе, бидејќи ними ми е најпотребна ова здравствена нега. Со тоа што сега со функционирањето на рурален доктор, значи се подига здравствената нега. Бидејќи имаме ние случаи на откривање односно имаме ново откриени случаи за кои што луѓето досега не знаеле дека имаат болест, додека распонот на возраста на пациентите се движи од најмлади години, па бидејќи имаме пациент роден 2005 година, а имаме и пациенти родени 1913 мислам година, така, ако не грешам. Така што се опфатени сите пациенти. Од 1 март во земјава функционираат 309 пунктови во селата, кои еднаш неделно ги посетува медицински тим. Преку проектот Рурален доктор на Министерството за здравство, до краја на годината се планира да бидат прегледани над 360.000 жители. Во прилог на ова, денес се објавен огласот за новата мерка на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Стимулација за отворање ординации на матични доктори по општа медицина во точно определени рурални подрачја. Целта е да се офанат вкупно 20 населени места во кои ќе се основаат ординации, а кон кои гравитираат околу 20.000 жители од над 115 населени места во околината. Со најновите измени на Закона за здравствена заштита се даде можност докторот во новоотворената ординација самостојно да укажува здравствена заштита без учество на медицинска сестра во тимот. Здравствените власти одлучија да ги покријат и патните трошоци на сите рурални лекари кои патуваат повеќе од 25 километри за да обезбедат здравствени услуги за пациентите. Објавуваме оглас за отварање на амбуланти, на доктори во 20 населени места, 20 рурални места, каде што претходно немало доктор, кои што ќе покриваат вкупно 115 населени места, имајќи предвид дека еден доктор по една ординација ќе покрива поголем број населени места и вкупниот број на жители во овие населени места е нешто над 20.000. Тоа значи 20 доктори треба да покријат 115 населени места во кои што живеат над 20.000 жители, а ќе бидат стационирани во 20 рурални населени места.
Со поместување на стрелките на часовникот за 1 час нанапред, во 2 часот наутро почнува летното сметање на времето. За хронично болните лекарите советуваат редовно земање на препишаната терапија. Деновиве сме сведоци на повеќе временски промени нетипични за овој дел од годината. Имено, утринските температури се релативно ниски во споредба со дневните. Сето ова нормално влијае на човечкиот организам. Лекарите велат речи си и да нема човек кој не ги чувствува последиците од ваквото време. Од почетокот додека се привикнат, можеби ќе имаат некои проблеми, но не толку драстично, бидејќи имаме повеќе од 100 години дека вака се мери времето, па не е приметено некое влошување на здравствената состојба, туку напротив. Значи прво навиката. Значи навикнати сме да си спиеме повеќе, па сега уште првиот ден кога имаме 1 час помалку да спиеме, можеби ќе бидеме поспани. И така да, можеби ќе сакаме да си легнеме покасно, а треба да станеме порано, така да во тој смисол, тоа повеќе од 5, 6, 10 дена не може да трае, ако го следиме ритмот кој што ни го наметнува времето и природата, од кој што не можеме ние да го менуваме, него на кој што треба да се привикнуваме. Овие временски промени придонесуваат и за зголемена појава на вирози, а најдобрата превенција според лекарите е конзумирање на повеќе течности и витамини. Хронично болните треба да се придржуваат на советите на лекарите, на советите на лекарствата кои што им се препишани и мислам дека нема да имаат никакви проблеми. Од Управата за хидрометеоролошки работи за викендов најавуваат релативно добри метеоуслови, иако нема да биде топло како што беше минатиот викенд. Максималната температура утре ќе биде релативно ниска со пад на температурата во интервал од -4 до 0 степени Целзиусови. Неделното утро пак ќе биде потопло благодарение на облачноста која се очекува во текот на ноќта во сабота и утрото во недела. Младинска волонтерска акција денес во Делчево реализираа членовите на локалниот младински совет. Акцијата се состоеше од обнова на постоечкиот инвентар и расчистување на дворното место кај манастирскиот комплекс Богородица Балаклија. Денес во дворот на манастирот Света Богородица Балаклија во Делчево се спроведе акција за обновување на постоечките клупи, маси, корпи за ѓубре и инвентар, а се чистеше и отстрануваше и отпадот во дворот со цел да се подобри изгледот на самиот манастирски комплекс. Целта според организаторот, локалниот младински совет на општина Делчево, е градење на похумано општество и подигање на јавната свест на сегашните и идните генерации. Денес на манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија е инициирана акција од страна на локалниот младински совет. Се надеваме дека ќе успееме да поголем дел од клупите и масите да ги реновираме, да ги обновиме. Со оваа акција сакаме да порачаме да се чуваат овие клупи, баш заради таа цел дека на сите ни служат кога дојдеме овде да си поминеме најдобро. Локалниот младински совет од Делчево засега брои 11 членови, но голем е бројот на волонтерите кои што сакаат да дадат свој допринос во ваквите и слични акции. Па ние се трудиме да имаме барем една акција во текот на 1 месец. Младинскиот совет брои 11 членови, но имаме и соработници, волонтери кои бројот се зголемува, се поголема заинтересираност има, значи од младите да се вклучуваат во такви слични акции. Инаку акцијата денес се одвиваше во соработка со Младинскиот образовен форум и во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско општество. Денес во Македонска Каменица се одржа 19-тото собрание на Движењето на екологисти на Република Македонија. Воедно беа одбележани 25 години од постоењето на друштвото. 25 години одбележа денес во Македонска Каменица организацијата Движење на екологисти на Република Македонија, која е единствена ваква национална организација која ги обединува еколошките здруженија од цела држава и 25 години се бори за зачувување на животната средина и со глобалните и локалните загадувачи кои влијаат врз природата и здравјето на граѓаните. Движењето на екологисти на Македонија е формирано токму во Велес пред 25 години од страна на 3 локални еколошки друштва. Покрај Вилешкото учествува еколошко друштво Обстанок од Скопје и Молика од Битола и формирана ова прва и мислам дека досега е единствена ваква национална организација која што ги обединува еколошките здруженија од цела
држава. До сега организацијата успеала да се избори за голем број на еколошки права, измени на закони и имплементирање на големи европски проекти во областа на екологијата. Во изминатите години сме делувале на голем број локални проблеми, дали се однесува тоа на загадување на воздухот, Охридското езеро, топилницата во Велес, рудниците во близина на Македонска каменица. Значи сме имале доста голем број симпозиуми, средби, посети на терен, решавање конкретно на еколошки проблеми, измени во закони и така натака, значи сме работеле на голем број на полиња. Во Источна Македонија најголемата работа и најголемата борба на екологистите е во Македонска каменица со зачувување на животната средина покрај работата на рудникот за олово и цинк Саса. И се надевам дека сето ова ќе води со успешен резултат, бидејќи борбата е долготрајна и се разбира дека јакнење на јавната свест на населението е голем фактор кој што влие, меѓутоа соработката со институциите, со оние кои што се да речам клучни, кои што управуваат со природните ресурси, е многу битна, бидејќи тие треба да сватат дека не е се во профит, туку животната средина, односно се она што не обкружува. Инаку денес во Македонска каменица се одржа 19-тото годишно собрание на ДЕМ и нивниот предизвик е продолжување на борбата за екологијата и подигнување на свеста на граѓаните, истакна новиот председател. Движењето на екологистите се повеќе промовира во Македонија, бидејќи беше во претходните 4 години малце заостанато, со организирање на трибини, јавни настапи, еколошки кампови и еколошки акции. Движењето на екологисти на Република Македонија обединува 14 еколошки друштва од цела Македонија. Со квалитетно искористување на пластичните отпадоци, во детската градинка Гоце Делчев најмалите ги презентираа моделите од нивната имагинација. Најмалите во Виница денес излегоа на модна писта не да покажат колку добри манекени се, туку да им достават до знаење на родителите дека достигнале одредено ниво од својата еколошка свест. Пластиката, кесињата кои секојдневно се изфрлаат од кујната на градинката, денес беа трансформирани во модел креации, имагинација на вработените и изгрижените во оваа установа. Во овој проект се врши едукација на деца од предучилишна возраст за бенефитите од селектирање на отпадоци и нивното рециклирање. Иницијативата на овој проект е општата култура за новите генерации во знаење дека животната средина е клучна предност која треба да биде заштитена. Здравиот начин и свеста за проблемите на животната средина, за кои треба да сугерираме со поголемо внимание, да ја почитуваме, да ги почитуваме правилата и заштитата на светот и неговите ресурси. Инаку детската градинка Гоце Делчев има згрижено околу 300 дечиња во двата објекти во градот, а на список за згрижување се уште 30 на деца, за што во најава е веќе ново проширување на капацитетите со сопствени средства на градинката и поддршка од општината. Многу настапи во земјава и странство, гостување и турнеи, награди и признанија за представување на македонскиот изворен фолклор. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари одбележа 38 години постоење. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари слави 38 години постоење. Станува збор за години во кои што поминале многу настапи, турнеи во странство, а фолклористите добиле награди и признанија. Членовите на извршниот и надзорниот одбор и членови на фолклорниот ансамбл и кореографите одржаа состанок на кој беа сумирани досегашните активности и планирањата за понатамошните активности и за подготовката на третиот меѓународен фолклорен фестивал Традиционални ѓурѓувденски обичаи, ора и песни, што ќе се одржи од 6 до 8 мај во Оризари. На фестивалот ќе настапат сите локални групи од Кочани и од Радовиш, Пехчево, Делчево и странски ансамбли. Ќе учествуваат Кут Чарапанка од село Крававица, Крушевец и Кут Медвеже од село Медвеже, Трстеник. Исто од Словенија ќе имаме две групи, значи Македонско културно друштво Илинден од Јесеници, Македонско културно друштво Свети Кирил и Методи од крај. И од Бугарија, од близината тука од околијата на Благоевград, исто ќе имаме една група. Поранешниот претседател на ансамблот доби благодарница за посебен придонес за фолклорот и обичаите. После 38 години и сите овие тука дипломи, плакети, благодарници,
златни, бронзени и сребрени, што ги гледам, еве се чуваат, се негуваат. Тоа е моето најголемо задоволство. Мислам дека Лјупчо Сантов е едно од најголемото богатство што го ужива Оризари, општина Кочани, Република Македонија. Се надевам дека оваа екипа, на чело со Тошев, ќе продолжи да ги негува традициите кои се стекнати во претходните 38 години, тоест негување на изворниот фолклор, ората, песните и обичаите, бидејќи тоа е лична карта на нас како народ и нација. На меѓународниот фестивал традиционални ѓорѓовденски обичаи, ора и песни, освен фолклорни игри, ќе биде прикажан начинот на традиционално биење на млеко и матеница и подготовка на зелници. Инаку, фолклорниот ансамбл Лјупчо Сантов има околу 150 членови, а со фолклорна група обстојуваат и во Зрновци. И оваа година имаат планирано настапи во странство и турнеи во Бургас и Крвавица, како и во Босилеград и Словенија и Италија. Доцна синоќа околу 4 часот и 20 минути во полициската станица Виница од медицински центар Виница било пријавено дека кај нив за укажување на лекарска помош бил донесен 24 годишниот МА од Виница со повреда убодна рана од остар предмет во пределот на стомакот. Со возило на итната медицинска помош истиот бил пренесен во медицински центар во Кочани, од каде по укажаната лекарска помош е префрлен во клинички центар Штип, но поради сериозноста на повредите бил пренесен во ургентниот центар во Скопје. МВР работи на целосно расчистување на случајот. Бомбаш самоубиец детонирал појас со експлозив во парк во близина на ирачката престолнина Багдад, при што се убиени 30 луѓе, а рането е 71 лице, соопштија полициски извори од покрајната Бабел, а се тврди дека станува збор за напад на екстремната сунитска групација Исламска држава. Експлозијата во местото Искадарија, град во кој живеат и шиитски и сунитски муслимани, 40 километри јужно од ирачката престолнина, се случила пред пладнето по локално време на крајот од аматерски фудбалски надпревар. Според полицискиот извештај, нападот бил изведен во населбата Ал Асрија, кога напаѓачот се разнел меѓу масата луѓе во моментот кога на победниците на турнирот им бил предаден трофејот. Најмалку 71 лице е повредено во експлозијата, а според болнички извори, бројот на жртвите може да се зголемува. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун изјави за време на посетата на либанската престолнина Бејрут дека во соседна Сирија во војната се убиени 255.000 луѓе, а според некои извори животите ги загубиле 500.000 лица. Бан повика на што поскоро ставање крај на судирите и укажа на улогата која Русија и Соединетите Американски држави ја играат во напорите да се дојде до мировно решение. Генералниот секретар на Обединетите нации рече дека 4 милиони сирици избегале, а на уште 12 милиони внатре во земјата им е потребна хуманитарна помош. Бан Ки Мун додаде дека половина Сирија е во урнатини, бидејќи над 50% од инфраструктурата е уништена. Судирот на Русија и Турција има времен карактер, изјави денеска официјалната представничка на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Според неа, прашањето на билатералните односи на Русија и Турција не е разгледувано за време на разговорите со државниот секретар на Соединетите Американски држави Џон Кери во Москва. Односите на Русија и Турција се во криза откако на 24 ноември 2015 година турската авиација собори руски борбен авион. Захарова рече дека Русија не се мешала во граѓанската војна во Сирија со тоа што ги бомбардирала терористите. Таму постои граѓански судир, но операцијата на руската авиација нема никаква врска со тоа, изјавила Захарова.
Универзитетот Гоце Делчев во соработка со Велосипедската федерација на Македонија утре организира велосипедска трка под мотото "Со велосипед на факултет". Трката е наменета за рекреативци и лиценцирани надпреварувачи, како дел од активностите што УГД ги предвидува во рамките на одбележувањето на патрониот празник. Рекреативната трка ќе започне во 11 часот, а лиценцираните надпреварувачи ќе започнат својата трка во 12 часот. За најдобрите учесници во трките се предвидени награди. Велосипедската маршрута во должина од 1700 метри е низ центарот на Штип со старт и цел на плоштадот Слобода. Имено одбележувањето на 9 години Универзитет Гоце Делчев е збогатено и со петото поред одржување на универзитетските спортски лиги. Се надпреваруваат за настапи во баскет, пинг-понг и одбојка. Оваа година во сите спортови има и надпревари и во машка и во женска конкуренција. А во баскет има 26 екипи, во одбојка 20, додека над 50 студенти ќе учествуваат во пинг-понг надпреварите. Утре ширум стадионите во Истокот се игра 14-тото коло од третата фудбалска лига Исток коло, во кое дербито се игра во Делчево помеѓу екипите на Драгалница, Голак и Осогово. Исто така дерби надпревар се игра и во Струмица, каде високопласираните екипи на Академија Пандев и Веласица ќе ги одмерат силите. Во останатите надпревари Карбинци е домакин во дуелот со Слога Вениц, Овчеполе ќе се сретне со лидерот Плачковица, напредок Здраве Радово игра со тимот на Саса, додека во последниот надпревар Работник Лозово ќе го пречека тимот на Штипски баби. Ова беа предвидените содржини за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Овде ви се заблагодарувам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.